Меѓутоа, може ли да направиме разлика помеѓу закон во службена употреба и втор службен јазик? Ако јас не ве разбрав погрешно, господин Рамадани, со предлогот вие велите дека ова не е втор службен, туку закон во службена употреба. Во службена употреба. Значи, не знам што не е јасно, се намерно правиме. Значи, амандманот 5 донесен со мировниот Охридски рамковен договор, за кој, пазете, се водеше војна, значи, тоа беше мировниот договор во кој што двете страни, и македонската и албанската, даваат отстапки. Тоа е компромис, не може секој да е задоволен. Во амандманот 5 се вели на цела територија службен јазик е македонски. Сега, друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, не го именуваат. Тоа утре може да биде некој друг јазик, ме разбирате? Исто така е службен јазик и неговото писмо, како што е определено со овој член. Значи, како што е определено со овој член. Не како сакаме. Не како сакам. Како што е со членов определено. И тоа се 5 сфери. Тоа се лични документи, тоа се комуникација со подрачни единици на министерства, тоа се органи на државна власт, значи собрание, зборуваме за носители законодавна, извршна, органи судска. на државна власт. Тоа е настава во основно и средно. Во собрание и тука застануваш. Зошто застануваш во собрание? Не застанувам. Затоа што се употребува во собрание. Во собрание се употребува. Владата не ја спомнуваш. Судската власт не ја спомнуваш. Сега со судството сега има такво право. Со законот од 2008, сега ќе ви кажам, значи петте сфери со законот постоечки. Оставете го овој што не е уште донесен, бидејќи не е закон. Со овој постоечки од 2008. Како не е донесен? Од 2008 зборувам, овој што е актуелниот во сила. Овие 5 сфери се проширени за уште 20 сфери. Значи вкупно се сега веќе 25 сфери, што немаат врска ниту со амандман 5, ниту со член, ниту со ништо. Овој сега новиот, што сака, ќе ги прошири на уште 20 сфери, значи 45 сфери. Тоа е флагрантно прекршување, тоа е екстензивно толкување, тоа е нема врска ни со рамковен договор, ни со дух, ни со право, ни со правда, ни со ништо. Има врска со воскреснување на ДУИ како политичка опција која беше во заборав. Не е само на тоа е дил кој што тие го има и со ВМРО, ДПМН, ако дојдат и со СДСМ, значи тие се обидуваат да опстаат на сцената, бидејќи беа загрозени од беса, од други.